Почитувани, наместо одговори и одговорност, Министерството за надворешни работи на Никола Димитров тоне и се заплеткува се подлабоко во секојдневни скандали. Наместо одговор за тоа како е можно да ја остави сета дипломатија, сета дипломатска служба, сета администрација во Министерството без здравствено осигурување, од МНР го поставуваат истото прашање. Како е можно да се исплаќа плата од државниот буџет, а вработените да немаат здравствено осигурување? Одговорот од соопштението на Министерството за надворешни работи дека редовно исплаќале плата е заобиколување на вистината. Почитувани, Министерството за надворешни работи треба да запре со, што би рекол господинот Зоран Заев, да кружи како киша око Крагуевца и да одговори зошто дипломатската мрежа и администрацијата во МНР со месеци немаат здравствено осигурување. Срамно е, почитувани, дипломати, амбасадори, службеници во администрацијата на македонската дипломатија при посета на лекар да се соочуваат со тоа дека немаат здравствено осигурување. Но тоа е СДСМ, тоа е заобиколување на законите, тоа е односот кон македонската дипломатија. Ајде да одиме со факти. Ако се било редовно, тогаш зошто сандачето за електронска пошта во МНР повеќе месеци е преполно со прашање и поплаки од вработени за немање здравствено осигурување? Ова се дел од фотографиите на документи од здравствени установи, но и од она што се нарекува моје осигурување, каде стои дека лица со плата на определен датум немаат осигурување од 30 април 2019 година. И таа состојба траела, колку што дознав, се до вчера, до пресконференцијата која што ја одржавме овдека. Еве што пишуваат во сандачињата, што пишуваат во мејловите, со кои што се полни сандачињата на електронската пошта во МНР. Еве што вели, ќе прочитам дел од нив. Вели: денеска при преглед на клиника утврдено е дека мојата работна организација нема платено здравствено осигурување заклучно со 30.4.2019. Замолувам да проверите што се случува со моето осигурување, па да оставуваат и документи во кои што се гледа дека немаат платено осигурување. А тоа е веќе од крајот на мај оваа година. Одиме понатаму. Во друго писмо вели: наитно молам да се провери зошто моето здравствено осигурување е заклучно 34, па се објаснува здравствената процедура и се продолжува, а системот не дава зошто наводно не се платени придонеси. Молам да се провери и реши, за да не се случуваат поголеми проблеми во иднина. Е уште еден од мејловите. Па, почитувани, ако се било во ред со здравственото осигурување, онака како што велат од Министерството за надворешни работи, од каде овие писма? Ако се било во ред, зошто одговорните за организациони работи, за човечки ресурси во Министерството поединечно и групно одговараат и се извинуваат за поставените прашања, дека сепак велат проблем постои со здравственото осигурување на вработените и на дипломатите? Сушност, пишуваат за проблем. Почитувани, Министерството за надворешни работи е редно да одговори дали имало проблем со кој што од 30 април до вчера вработените беа оставени без здравствено осигурување, а македонските дипломати при посета на лекар морале да црвенеат бидејќи не им било соопштено дека не било платено здравственото осигурување. И тука повторно се поставува прашањето каде и што прави синдикатот на МНР. Вработените немаат здравствено повеќе од 2 месеци, а синдикатот не стори преседан како што велеше самиот и повторно не организираа протест, но овој пат за вистинско синдикално прашање за состојба со која што повеќе месеци се доведени македонските дипломати без осигурување. Синдикатот го нема за ниту овој, ниту за било кој друг скандал кој што го тресе МНР и кој што ја погазува македонската дипломатија. Дипломатија и министерство под Димитров Никола. Почитувани, македонската дипломатија тоне. Никола Димитров го претвори МНР во приватно партиско гранапче. Оној кој знаеше среден ног да среди комисија за неговата керка да добие стипендија, ги остави вработените со месеци без здравствено осигурување и тоа е срамно, жално и ништо помалку од намерно девастирање на оваа репрезентативна институција. Ви благодарам.